Добар ден, почитувани гледачи, ова емисијата Отворено на тема. Ова емисија Отворено на тема ја посветуваме на проектот Вистината за Македонија. Наш и ваш гостин во емисијата Отворено на тема е председателот на Општинската организација на СДСМ во Штип, господинот Владимир Милошев. Добро ни дојдовте во емисијата Отворено на тема. Добро ве најдов, добар ден, поздрав до гледачите на телевизија Ирис. Така, деновиве актуелно она што ќе се случува утре всушност во Штип. Утре Вистината за Македонија во Штип, ќе имате пресконференција, но ќе имате исто така и марш. Многу штипјани се интересираат што ќе бидат тие разговори и дали некој во нив ќе се најде. Па така, како што спомнавте на почетокот, најпрво најавата, во текот на утрешниот ден Општинската организација на СДСМ Штип е домаќин на проектот Вистината за Македонија. Утре Штип и штипјани ќе слушнат Вистината за Македонија. Оно што ќе се биде тема на централната пресконференција, кој што ќе се случи во 14 часот, јавноста во Штип и во Македонија ќе може да слушнат во текот на утрешниот ден. Така, тоа се телефонски разговори кои што ќе бидат презентирани, така? Да, прислушувани телефонски разговори. Не можете ништо да кажете, да навестите што може да се случи, тоест да се пушти во телефонски веќе ви реков, уште малку трпение до новинарската афера, до јавноста во Штип. Во текот на утрешниот ден во 14 часот ќе ги обелодениме телефонските разговори. Така, настанот ќе се случи во Домот на култура. Настанот ќе се случи во малата сала, во Домот на култура, Центарот за култура Ацо Шопов во 14 часот. Така, на нашите гледачи, еве им кажуваме дека Отворено на тема е контактна емисија. Слободно можете да се јавувате на телефонските броеви 032 621 313 и 612 314. Ние, господине Милошев, продолжуваме со разговорот. Еве, ќе има и марш во 18:30. Од каде тргнувате и кој е концептот сушност на тој марш? Вака сега, самото лого, поентата на овој проект Вистината за Македонија е граѓаните за Вистината за Македонија. Маршот ќе тргне од населбата 8 ноември, платото пред новата пошта. Ќе поминеме раскрснината кај Дулето, кај Енџелс кафе, потоа ќе се движиме по улицата Борис Кидрич, ќе поминеме зградата Промаја, улица Кирил и Методи, кружниот тек кај скверот, кај Стопанска банка десно и одиме на градскиот плоштад, каде што ќе се одржи централната манифестација, на која што ќе се обрати и председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Всушност и целиот тек на маршот од почетокот до крајот ќе биде предводен од председателот Заев заедно со целокупното партиско раководство од Скопје. Така, очекувате ли да имате многу ваши членови излезени на тој марш или како што велите вие многу пати ја критикувате позицијата, носат автобуси од други градови? Да, наодговорно тврдам. Утре автобуси во Штип ќе нема. За разлика од митингот, собирот на ВМРО ДПМНЕ пред неколку недели, кој што се одржа во салата Јордан Мјалков, на кој што беа присутни вработени во јавната администрација, претходно евидентирани на списоци за задолжително присуство, како и оние кои што имаа потреба да се појават за да си ги сочуваат своите привилегии добиени од власта на ВМРО ДПМНЕ, плюс 40 на автобуси од Македонија. Утрешниот митинг, марш на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде исклучително од штипјани. Така. Составен од штипјани. Така, велите Вистината за Македонија проект. Што всушност сакате да постигнете со објавувањето на телефонските разговори правени меѓу оние политичари на владеачката партија? Мислам дека за неколку дена се полнат 2 месеци од почетокот на објавувањето на материјалите кои што претходно беа еден известен период најавувани, дека Социјалдемократскиот сојуз поседува докази за начинот на владење на оваа структура на власт. Во меѓувреме можеби се јавија некои скептицизми, резерви, имаме, немаме и така натаму. Меѓутоа, со почетокот на објавувањето, еве досега 20 пресконференции објавени, докажавме дека навистина поседуваме материјали, докази со кои што ВМРО ДПМНЕ
како партија е ставена на столбот на срамот. Со начинот на кој што управува со илјадници граѓани во Република Македонија. Тоа е срамно за една држава. ВМРО-ДПМНЕ како партија не само што себе си нанесе ненадоместлива штета, нанесе срам за Република Македонија. Со досегашните докази, материјали кои што ги презентиравме, докажуваме една изборна измама, една предизборна шема на изборна измама, со која што власта голта 150.000 гласови. Настрана ставајќи ги сите оние предизборни практики и шеми на коруптивни акти, како што се вработување во администрацијата, околу делењето на социјалната помош, во земјоделието, издавањето на субвенциите и така натаму. Така. Еве да ни кажете, господинот Заев на пресконференциите, пред да почнат пресконференциите, рече дека веднаш по објавувањето на тие разговори, Груевски веднаш треба да си даде оставка. Тоа не се случи. Гледаме еден однос во кој што владеачката партија не негира дека материјалите не се автентични, но вели се брани со ставот дека тоа се материјали на странски служби. Да, вака сега. Од почетокот на објавувањето на материјалите најпрво постоеше молк, единствен период. Так. Не 10 дена, 2 недели, апсолутен молк. Потоа почна периодот на спинување, на една необјасниво спинување од страна на владините мегафони, на провладените мегафони, дека прислушувањето на материјали се од странски служби, дека некое странско комбе шеташе низ Скопје неколку години, за никој да не го забележи тоа странско комбе, за да во последниот период сега се губи и тезата за странските служби и слушаме едно исто клишено соопштение од ВМРО-ДПМНЕ дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија објавува креирани, лепени и не знам какви материјали. Значи, стандардизиран одговор во немањето на одговор на оно што го објавува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Првото ваше прашање спомнавте дека најавите на председателот Заев дека по објавувањето на материјалите, на неколку дел од материјалите, премиерот Груевски би си дал оставка. Прво, во една нормална држава, во една правна држава, која што функционира системот на државата, воопшто не би дошло до ова што сега го слушаме. Масовно прислушување и едно, а второ, содржината на разговорот. Втора работа, и доколку дојде до тоа, ќе биде санкционирано. Ако ништо друго, морални причини, од морални причини, актуелната влада требаше и мораше да поднесе неотповиклива оставка. Без разлика која теза ја застапува. Дали ја застапува тезата за надворешни служби кои што прислушкувало, што е уште поопасна, да целата власт од директор за државна безбедност и контраразузнавање, премиер, министер за внатрешни работи, немаат сознание дека некој прислушкува граѓани на Република Македонија. Втората работа, ако се фатени на дело дека масно прислушкуваат, втората причина да си поднесат неотповиклива оставка. Значи, во секој случај, ако имаше барем малку морал, досега ќе имавме веќе преодна влада, која што ќе ги подготвуваше следните парламентарни избори во сосема поинакви услови од оние што случува во претходниот период. Се уште стоат на тезата странски служби, а не луѓе кои што всушност ги дале материјалите од МВР. Небулозна теза. Јас тврдам дека тоа небулозна теза. Странски служби прислушувале премиер, министер, функционери. Зошто странски служби прислушувале критичари на власта, новинари? Имавме таков случај, така? Една цела папка, една цела пресконференција имавме каде што беа прислушувани новинари, критичари на власта. Која е логиката? Значи, тезите на владеачката партија немаат логика.
Така, продолжувате со бомбите, со така наречените бомби. Утре е во Штип. Која бомба поред ќе биде во Штип? 20-та, Па мислам дека 21-та? 21-та беше вчера во Охрид, 22-та утре е во Штип. Така. Има многу нагаѓања еве во Штип, кој би бил дел од тие актери, во кој период ќе бидат офатени разговорите? Ке повторам и се извинувам што морам значи овде да Аз морам да ја задоволам мојата новинарска вашата љубопитност. новинарска љубопитност останува овде за утре на пресконференцијата сепак да слушнете и кои ќе бидат офатените личности и кој период. Така, да продолжиме со разговорот и со она што значи проектот Вистината за Македонија. Извесно време опозицијата може да се каже не беше активна на терен. Пратениците беа надвор од собранието. Со Вистината за Македонија излегувате повторно, нели, сте активни на самиот терен. Еве да ни кажете сега со самото тоа што сте повторно активни на теренот, што забележувате народот, како ги прифаќа бомбите, тоест разговорите што ги објавувате? Видете вака. Еве неполни 2 месеци, би реков на почетокот, по почетокот на објавувањето на материјалите, можеме да констатираме дека Македонија се буди. Народот се буди. Сите овие години граѓаните, македонскиот народ се наоѓаше во една индуцирана, предизвикана кома, наркоза, хипноза, предизвикана токму од силната пропаганда на ВМРО ДПМН. Во сите изминати години имавме една систематска продукција на малодушност, на страв, на пасивизација на граѓаните, да граѓаните стрепејќи за својата екзистенција поради се поголемата сиромаштија, стрепејќи за своето работно место, поради заканите на работното место, го изгубија смисолот за слобода и за демократија. Се задоволуваа со некои си 200 евра и се отидат дома, буквално како јагне кога носат на колења. Тивки, мирни, и тоа беше целото действување на обичниот граѓан во сферата на општественото живење. Сите оние перцепции за аномалиите, за неправилностите, за притисоците останува во сферата на тесната фамилија. Никој не смееше јавно да проговори за проблемите кои што го тиштат. Так. Тоа е тоа концептот на владење на ВМРО ДПМН, кој што го доведе македонскиот народ на работна екзистенција. Се уште ли постои страф кај граѓаните? Некои од граѓаните велат дека страф не е да зборувам за одреден проблем. Што ви велат граѓаните сега? Секојдневни имаме средбисоги. На улица ме сеќават граѓаните. Отворено кажуваат, ве поддржуваме, се согласуваме со вас. Таков систем на владење граден, вложени милиарди евра во таа пропаганда преку провладините мегафони. Видовме и дел од Вистината за Македонија дека националните медиуми под директна контрола на власта испумпуваат големи пари токму од парите на граѓаните, од буџетот на Република Македонија, само за пропагирање на проектите на владата, односно на владината политика, на политиката на ВМРО ДПМН, а не за општо добро на граѓаните. Токму таа пропаганда, сите тие години, граѓаните ги донесе во таа состојба. Тешко е да се биде во опозиција. Тешко е преку толку години таа пропаганда за една сосема поинаква слика од реалната, таа тешка манипулација со фактите, со секојдневноста, не може да се промени за 10-15 дена, 1 или 2 месеци, вие што спомнавте. Точно дека граѓаните се уште се плашат, постои стравот, меѓутоа граѓаните се охрабрени. Граѓаните веќе гласно си ја бараат слободата, демократијата и пред се државата назад, бидејќи државата сега е киднапирана од една тесна група на власт, која што во своите интереси, за своите цели, буквално заробува цела држава. Вие како председател на Општинската организација на СДСМ во Штип, Центарот на Источна Македонија,
Имате ли постојано притисоци, очигледни притисоци, или се сведувано на, да кажеме, тивок притисок? Притисок во Водечката партија? Така. Секој од нас на еден или на друг начин ги чувства притисоците. Еве, деновиве имате таков притисок? Имате во предвид дека вие ќе застанете на пресконференцијата и ќе притисок не. Директен притисок немам, ниту закан, директен притисок. Меѓутоа реков на еден или на друг начин. Тие притисоци ги чувствуваме. Така. Зборот ми е дали нешто трпите и на професионално ниво? На професионално ниво не. Не. На професионално ниво не. Бидејќи она што значи професија, сосема го делувам од она што значи политика. Во работно време сум строго посветен на мојата професија, на моите пациенти, надвор работното време сум посветен на политиката. Бидејќи неретко знаете да критикувате еве состојбите во здравството, мислам од таму каде што не ви доаѓате. Критиките во здравството не се без основа. Критиките во здравството последниот настап некаде мислам дека пред новогодишните празници беше за волонтерите. Така. Тој мој настап за волонтерите и потоа се јаве некои коментари дека да не бев јас и да не беше председателот Заев, волонтерите до денеска ќе беа без решение. Токму ние го катализиравме, стимулиравме процесот на решавање на проблемот на волонтерите. Во Штипската клиничка болница имаме над 50 волонтери кои што работат за 4500 денари. Така. Без здравствено осигурување, без нерешен статус, со полни обврски како и сите други вработени. Така. Јас реагирав на тоа, голем број од волонтерите се сретнуваа со мене, се сеќаваа со мене и бараат да им помогнам. Јас како опозиционер немам можност да им помогнам. Меѓутоа, преку јавниот настап, токму критиките на власта, значи не заради мене, туку заради некого кој што ги засега тој проблем, мислам дека придонесов и сум среќен заради тоа во решавањето на нивниот проблем. Веќе имаме фонија во студиото, имаме очигледно гледач на линија, Ало? повелете. Добар ден или добро вечер, уште вака Уште еден, да. на прелом на денот. Така, повелете. Би сакала вашиот соговорник, веројатно председател на СДСМ. Да, Дали? така. Добро. Вака да го прашам. Убаво е што се открие овие работи, меѓутоа има засегнати граѓани и од времето тие кога биле, да речеме, на власт, а има и луѓе што останале и понатаму во оваа власт со по-стар стаж, меѓутоа ја взимале тактиката на работа на другата влада, на оваа сегашната предпоставка, да речеме. Ако е така или не сум судија. Меѓутоа, дали во реда ова да се исчисти, да речеме, како што зборува вашиот гостин, меѓутоа, дали тие имаат веќе прочистено нивните редови? За да знае народот дали и што да направи. Така, Дали ги има прочистено нивните редови? Така, тоа е вашето прашање? Да, и тоа е многу битно. Знаете, само стани еден, седни друг, да не ги употребувам они изличени фрази. Така. Добро, Да не благодарам. искаме тоа, него народот стварно да се почувствува ослободен и да појде таму и ако се види некаде во некоја институција, грешка е, па исправете, па не може, па тужите не. Зошто се институциите имате апарати 300 чуда кои се плаќаат од инспекција, од се, зашто народот да се става на нови трошоци, овој осиромашен народ, дали тоа нешто го нудат, дека не мора се па и преку суд дози. Него, ако нешто убаво да се изревидират сите тие работи што се насветуваат и преку овие бомби, да речеме. Добро, ви благодарам. Има само што ова, има назначено дека законски е вака, а се постапувало онака, да речеме. Извини, толку е. Фала многу, пријатно. Фала ви многу, пријатно. Благодарам на гледачката. Прашањето е дали сме ги числили своите редови. Се мисли, значи, на оние
кои што во време на владење на СДСМ го прекршиле законот. Прекршувањето на законот. Па не би рекла прекршување на законот, туку повеќе предпоставувам на што алудира гледачката. Јас ја сватив за прекршување на законот, за некои си криминални дејства и така натаму. Може би да повеќе нешто друго. Оние постојани директорски места, постојани министерски места, вработување на директорски деца, синови, ќерки. Да објаснам и тоа. Прво ќе го одговорам оно што јас го сватив, значи дали ќе си ги исчистиме, односно дали сме исчистиле во партијата структури кои што во минатото имало, значи, такви криминогени дејанија или прекршување на закон и така натаму. Да, социјалдемократ често во овој период, барем во овој 9-годишен период на владење на ВМРО ДПМН се сведоци дека за приватизацијата и изоставањето на работниците на улица е виновен СДСМ. Тоа го слушаме 9 години поред. Иако реалноста е сосема друга и го докажуваме тоа, меѓутоа пропагандата на ВМРО ДПМН тоа си го прави буквално експресно. 2001 година, токму актуелниот премиер, тогаш министер за финансии, што се однесува за штипските компании, е директен потписник на програмата Фесал 2 аранжман со Светска банка, со кој што се стави клуч на тогашна Македонка. Тоа граѓаните на Штип треба и мора да го знаат. Што предложи, бидејќи постојано сме повикувани дека СДСМ ги затвори фабриките и ги остави работниците на улица и направи криминална, така наречена криминална приватизација, ние имавме амандман во Собранието на Република Македонија, каде што баравме законски да влезе незастарување на приватизацијата. Секој од почетокот, од независноста на Република Македонија до денес, кој што има направено, значи, прекршување во процесот на приватизација на фирмите, да се земе на одговорност. ВМРО ДПМН не го прифати тој амандман. Дали јавноста го знае тоа или не, не знам. Еве денес. Држете си ја мислите, имаме нов гледач. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостино и до водителката. Така. Јас би сакал право да кажам дека у историјата на гласањето во Македонија сум гласал и за ВМРО и за СДС. И сега сум решил да не гласам ни за ВМРО, ни за СДС, ни за било кој. Од проста причина што ниту се наоѓам у јавна администрација, ниту сум на земјот деле, ниту одгледувам крави, ниту било што. Јас работам у приватна страна. Како што гледам, посветеноста на сите до сега влади што се биле, едино се сеќават за администрацијата, земјоделци, кравари, субвенции за тутуни, за било што, а за приватните, ама баш никој ништо, ама зборче не е кажал. Дали тај приватниот сабајле кој отиде на работа, знае поручок кога ќе се врне. Дали тај приватниот кој ќе дојде сабота или недела, ќе биде сигурен дека ќе одбара. Така, сакате да кажете дали ќе има некој ќе понуди нешто еве за вработените или за бизнис секторот, за домашниот бизнис сектор? Барем тоа е и мислење и на коморите и секако и на кластерите. Тоа е едно прашање ќе му поставам на гостина. Од прилика е тоа, да. И со оглед на тоа дека јас потекнувам на овој приватен сектор, сега дали продавачки, конфекции, градежни работници и шо уште нешто дамо има, па ме интересира, сум си зададел 3 работи у кои што треба некој да ми ги исполне и ја како човек да излезам на гласање. А тоа е како права. златна рибка, сакате господине да кажете? Како златната рибка која исполнува 3 желби. Да, се. Прво сакам да имам викенд, како што има администрацијата викенд. Да работам 40 сата у недела. Втора работа, што сум си ја зацртал, е да имам празник. Кој ќе биде празник за сите, да биде и за мене.
не да бидам на волята на газдата, дали ќе имал кеф денеска да ме пуште на празник или нема да ме пуште на празник. И третата работа е дали јас ќе имам право на одмор. Ама да биде одмора по-голем од 5 дена, да речеме. Од понеделник до петок, па да сврзам и 2 викенда, 3 евентуално. И сега прашањето ми е за гостина. Дали некогаш они се размислуваат за оваа тема, а најголемо прашање ми е гостина да одговоре. Според ова што го ја кажувам, мислам дека му е јасно на што алудирам. Еве и вие ме опоменате што работа е, сваната вие како водителка. Дали ја некогаш уиднина ќе излезам да гласам по мислењето на гостина. Така, Значи, ви дали благодарам. ќе излезам ја некогаш уопште да гласам? Ваше право е дали ќе го искористите вашето право на глас, но во секој случај секој треба да излезе на избори и да си го искористи своето право на глас. Така е. Избирачкото право представува должност на секој граѓанин. Имам уште еден слушател, Може и гледач, другиот, да. може и тој да го вклучиме и потоа ќе ги одговориме прашањата. Повелете? Добар ден, повелете? Ало, добар ден. Да, повелете. Сакам да ве прашам нешто. Сакам да го прашам вашиот гостин, поздрав за него, иако не сум од ниједна партија. Сакам да прашам дека ВМРО колку почнува ја гласачите, дали се стварно или не се, и да го прашам. Од каде е таа сиромашија створена, сега се луѓето сиромаши, и од каде прво зборе дека ВМРО стоја на солидна страна. Дали нивниот срам, што ги бисера луѓето по улицата сами да се зборат, сами да се зборат, дали нивниот срам да избришаат, затоа што и јас сум едно од тие 5 години останава средства за живот. Дали некој мен биде да ме праша? А сега не работат 6 месеци, зимат 1000 и кусур плата пратеници на СДСМ. И не бира начин на кој начин сака да дојдат, омалажуваат луѓе, граѓани, омалажуваат сепањето. Прво Добро, тоа е ваше мислење, господјо. Имате ли прашање конкретно? Спомнавте за сиромаштијата од кога? Така, ви благодарам. Ви благодарам, имате веќе прашање, така. Благодарам на гледачката што се јави, ќе одговори на неколку прашања, ќе почнеме од назад, па ќе мислам од последното. Омаловажуваме граѓани. Па зар гледачката не ги слуша разговорите на министрите и функционерите, високите функционери на ВМРО ДПМНЕ за ајде прво да речеме на национална основа, како ги нарекуваат албанското население, албанските граѓани како ги нарекуваат, како ги нарекуваат ромите, како ги сметаат гласачите, човечиња. Според нив, гласачите се човечиња кои што ги влечат за уво, кои што мора да ги влечат за уво и да им гласаат поред. Јас мислам од тоа поголемо омаловажување од светски размери не е видено. Понатаму на истата гледачка ќе одговорам, спомна сиромаштија, кој ја направи сиромаштијата? Светска банка, не ние, 2006 година регистрираше 4,6% сиромашни граѓани во Република Македонија. 2011 година регистрираше дупло повеќе. Значи во време на преродбата на ВМРО ДПМНЕ 9,1% апсолутно сиромашни граѓани во Република Македонија кои што живеат под 40 денари дневно. Тоа се проценти податоци на Светска банка, кога е прашањето кој ја предизвика сиромаштијата. На истото прашање, кој ја предизвика сиромаштијата, последните 3 години, 2012, 13, 14, сме рангирани помеѓу 10-те најсиромашни земји во светот. Со африкански држави, ние сме овде рангирани. Последните 3 години. СДСМ не беше на власт последните 3 години. Друг податок. 30% на невработеност има во Мали, во Мадагаскар
и во некои африкански држави. Во европски држави 30% невработеност нема. Не знам дали да продолжам со податоците за докази за која створи, која создаде оваа сиромаштија. Би сакала да одговорите на претходниот, меѓутоа сега е време за реклами, а би сакала да го слушнам вашиот одговор токму на човекот кој што имаше 3 желби. Реклами. Сега е време за реклами. Открите ја слободата на новите авантури. Открите го задоволството на успехот во работата. Открите ново значење на животот. Открите нешто подобро. Открите одлични вина. Открите ги и Мако вината. Термосол Кочани, над 25 години традиција, постојано следење и усовршување на колекторите е гаранција за големиот степен на сигурност, квалитет и функционалност. Традицијата продолжува со нови сончеви колектори со грејни вакуумски цевки, кои овозможуваат топла вода до 99 степени, загреана само од сонце. Водата останува топла во бойлерот повеќе од 20 часа. Заштедата од 30 до 50% од вашите сметки за електрична енергија. Термосол Кочани. Приватна здравствена установа Доктор Органџески Штип. Следење на бременност од зачнување до породување со 5D ултразвук, прв во Македонија. Ултразвучна еластографија, најнова метода за откривање на рак на дојка. Лекување на брачна неплодност, бесплатно инвитро оплодување, инсеминации, замрзнување на ембриони и полови клетки. Ние создаваме радост и почеток на нов живот. Приватна здравствена установа Доктор Органџески Штип. За само една година постоење, побарање на вас и задоволување на вашите потреби, нашиот изложбен салон за мебел Home Style веќе е во поголеми простории, нуди разновиден и голем избор, надворешни и натрешни врати, ПВЦ прозори, кваки, чешми и судопери, секаков вид на мебел по нарачка, душеци, перници и постелнини. Сето тоа и многу повеќе можете да најдете во нашиот изложбен салон Home Style. Stand up on your 2 feet, baby. That's how it's got to be. Изберете го мирисот на сензуалноста. Stand up on your 2 feet, baby. That's how it's Линија на француски парфеми. Во сите аптеки на Зеги. Бидете дел од етет со фамилијата. Секој прв викенд во месецот најсреќниот купувач вредноста на сметката ја добива гратис. Оваа недела, покрај редовните акции Илкос ви нуди и екстремно ниски цени на свежа свинска кременадла за 199 динари и свежо свинско рибро за само 209 динари по повод најголемиот христијански празник Велингден на 7, 8 и 9 април. Интерактивна програма за најмладите, маскоти, промоции, дегустации и подароци. Илкос ви ги честита великденските празници. Секојдневно наидуваме на ограничувања. Но со VIP Postpaid немате ограничувања. Изберете неограничена комуникација и смарт телефони за 0 денари. Неверојатниот Samsung Galaxy Trend 2 сега може да биде ваш за само 0 денари. Повеќе за вас. VIP. Сдружение на возачи Штип. Се на едно место. Технички преглед и регистрација на моторни приклучни возила. Референт од МВР. Продолжување на регистрација. Издавање на регистарски таблички. Одјавување на возила. Проверка на возила во Интерпол. Хомологација. Атести. АДР. Меѓународни возачки дозволи. Полномошно. Полиса за осигурување од автоодговорност. Зелена карта и полигон за обука на возачи. Технички исправно возило, безбеден сообраќај. Сдружение на возачи Штип. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од дрво декор.
чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрводекор Караорнак. Нема да погрешите. Милоше, продолжуваме онаму каде што и всушност застанавме, не му одговоривме на нашиот гледач. Предпоставувам дека станува збор за работник кој што работи во некоја приватна во текстилните компании. Така. И има 3 желби. Благодарам на гледачот за постреното прашање и ќе се обидам да му одговорам, да задоволам неговите желби. Така. Како што рековте, мислам дека гледачот беше вработен во некои од текстилните фабрики, оно што се очуваат вработените во текстилните компании за прекувременото сати, за отсутството на викенд, на одмор, значи токму така посветени на работата, без притоа парична надокнада и валоризација. Ќе го потстам само гледачот, бидејќи веќе прашањето му беше дали, бидејќи досега разочаран од статутот на текстилните работници, како статус имаат во државата, не гласа за политичка партија, бидејќи немилот решение за статусот на таа категорија на вработени. Ќе го потстам само дека на минатогодишните избори Социјалдемократскиот сојуз преку програмата да ја вратиме средната класа, токму во делот на социјалната политика имаше дел и за решавање токму на таа проблематика од текстилниот класор, текстилната сфера. Тука мора да биде регулирано работното време. Тука мора да се знае 40 часовно неделно работно време, тука мора да се знае прекувремените работи, законски определениот временски период за викенд и следувањето на годишен одмор. Ова што владата сега го направи повеќе како популистичка мерка во делењето на К15 на вработените, знаеме како заврши целиот тој процес и во колкав процент вработените реално ја добија надокнадата за регрес за годишен одмор. Така. И самите собственици кажаа дека тоа е закон без ефект. Тоа е така, само да завршим, значи, сите овие 3 прашања како желби на гледачот и како реални, не само желби, а реални проблеми со кои се мачи и го обременуваат секој вработен во текстилниот класор, и со програмата Враќање на средната класа и со следната програма за следните парламентарни избори ќе биде тангирана. Така. Имаме гледач на линија. Добар ден, добро вечер, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Би сакал да го прашам вашиот гости за приватизацијата, што рече, и веќе ние сме од Штепи и знаеме како и што и како настана приватизацијата. Само да ни каже во кој период Македонка, Астибо, Алумина, Селена се затвори тие фабрики и да ми каже податок за во болницата. Колку луѓе се вработија за време на владењето на СДС, а колку луѓе се вработија за време на владењето на ВМРО, зашто тоа е во болницата и знае да каже. Ви благодарам. Ви благодарам. Благодарам на гледачот. Пак се враќаме на онаа стара тема. Кој што направил, мислам дека на тоа треба еднаш веќе да ставиме крај. Поднесовме амандмани во кој што јасно кажавме, дајте секој што се огрешил за таа приватизација, кој што направил незаконска приватизација, нека одговара. Нека бил тој и највисок функционер на СДСМ, нека одговара. Меѓутоа, нека важи за сите. Прашањето е сега, зошто ВМРО ДПМН не го прифати тоа? Амандман за незастарување на приватизацијата. Тука сега веќе треба да се прашаме и ние, и гледачите, и граѓаните. Зошто не го прифаќаат? Значи, има овде многу прашалници зошто не го прифаќаат. Што се однесува за вработувањата во администрацијата, вклучувајќи ја и клиничката болница.
Имаше вработување во времето на СДСМ, тоа беше период на 4 години владење, ВМРО е на власт 9 години. И нормално дека таа диспропорција на време на власт ќе носи и поголем број на вработување. Зарем во здравството треба да се вработуваат луѓе кои што имаат партиски книжки, а не да се гледа стручноста на лекарите и на медицинските лица. Вработување има од сите профили. Вработување има од сите профили. Има и од медицински, има и од немедицински. Меѓутоа реалноста е таа. Имаме вработување во административниот дел на болницата, каде што на вистина реалната потреба за нив е непотребна. И тоа задоволување на партиските апетити. Се уште постои потреба и недостаток на медицински персонал, на лекари, на медицински сестри. Така, имаме повторно гледач на линија. Еве да го слушнеме гледачот. Си исклучил. Во ред. Продолжуваме со емисијата. Еве, господине Милошев, кое е вашето мислење? Деновиве имаме веќе странски дипломати во земјава, разговараат со владеачката партија, тоест со премиерот, со целата таа гарнитура, но разговараат исто така со опозицијата и со Балканскиот политички блок. Какви пораки ни спратија, а посебно американскиот и деновиве? Според вас? Вака сега. Може ли нешто да се навести, некој излез од кризата? Прво, оно што го слушнавме во минатите денови, дека стигнуваат некои пораки за наводни сугестии за прекинување на објавување на материјалите. Социјалдемократскиот сојуз има обврска на граѓаните на Република Македонија да им ја презентира целокупната вистина за Македонија. Граѓаните мора да ја знаат вистината за Македонија. Разрешница, ја лично би сакал да има брза, скора разрешница, бидејќи секој ден загубен во оваа не само политичка, туку и државна криза, Македонија секој ден се подлабоко и подлабоко тоне и се поблиску е до работ на бездната на провалијата, во која што многу лесно може да се лизне и од која што верувам дека многу тешко ќе се врати. Поради тоа, сметам дека овој диалог кој што се води пред се во Брисел, а потоа и доаѓањето на одредени странски фактори овде во Скопје, вчера, денес, најавени други посети, ќе го забрзаат тој дипломатски притисок пред се кај владеачките структури, кај владата, за изнаоѓање на политичко решение. Политичкото решение е единствено. Преговори за било каков компромис нема. Преговори може да има само за начинот на кој што оваа власт на ВМРО ДПМН ќе замине во историјата на Република Македонија. Оваа власт која што нанесе невиден срам на Република Македонија ќе замине, ќе дојде преодна влада која што ќе врати во нормална Република Македонија, ќе ја припреми за нормални, фер и демократски избори. Тоа е целта на нашата партија, тоа е целта на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сите оние спинувани тези на ДПМНЕ преку нивните партиски мегафони дека Социјалдемократскиот сојуз се бори за власт, дека сака без програма, без избори и така натаму да ја превземе власта, се чиста небулоза. Во ни веруваат само тие кои што ги пишуваат овие надписи. Ова представува борба за опстанок на Република Македонија. Имаме гледач на линија, повелете. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете, да, повелете. Како не ги е срам овие од СДС? Како не ги е срам? Како не ги е срам? Срамота. Тоа е ваше мислење, господине. Срамота. Они са за парламентот, граѓаните ги решија да одат у собранието, тамо да бидат. Во ред, тоа е ваше мислење. Ви благодарам. Господине Милошев. Само да ја прашам контрапрашање сега гледачката, да се срамуваме затоа што не сотруваме луѓе, како што велат министрите.
да се срамуваме затоа што не взимаме провизии од Срамота за бомби! Какви са тия бомби? Тоа се, господјо, диалози меѓу функционери на ВМРО ДПМН. Не се тоа бомби. Поред ви благодарам. Бомбастични се, и тоа бомбастични за уште на граѓаните. Така, имаме друг гледач, предпоставува. Повелете. Да, повелете. Во етер сте. Да, во етер сте, повелете, господјо. Дали, доколку вие доđете на власт, го решите статусо на постарите луѓе што се со 42 години стаж. 40, па до кога ќе работат вие луѓе измасени? Дали мислите тоа некогаш барем вие да го направите како се треба? Во ред, тоа е вашето прашање. Ви благодарам. Повелете. Не разбрав пациентка дали ќе со стажот дали ќе го решиме проблемот. Да, така, со стажот. Што имаат полог стаж за скратување на стажот. Тие што имаат 42 години, предпоставувам, кои што работат во текстилните фабрики, специфичните работни места, значи оние што се со позитивно оптеретување, секако дека се разгледа жените, се редуваат сите проблеми од тој аспект и ќе повторам. Се што е од сферата на социјалата ќе биде вметнато во програмата. Веќе наши тимови од Централната комисија за труд и социјална политика се по општинските организации имаме средба со членство, средба со граѓаните. Токму на тие средби ги фокусираме овие проблеми за да го видиме изворно проблемот на работникот. Сето тоа ќе биде вметнато во идната програма Социјалдемократскиот сојуз. Не само од сферата на трудот и социјалата, образованието, знаеме моментално во каква состојба ни е образованието, свесни сме секојдневно што ни се случува, здравството да не зборуваме, да не го ни спомнуваме и покрај толку годишните реформи и промени, здравството ни е далеко од европско здравство. Така. И сите други сфери на општественото живење, сите тие ќе бидат вметнати во една програма на Социјалдемократски сојуз на Македонија. Уште еден гледач ќе вклучиме во програмата. Повелете, во отворено на тема сте. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Поздрав до гостино, поздрав и до водителката. Само напред СДС. Оваа прекрасна гледачка што се јави. Како не да е срам, вика, па како не ги срам ВМРО-вци? Да не прават тоа е личен став, секој треба да има свој став. Слушаме и го гласто, слушаме и Мија, слушаме, сите ги слушаме, они не прават нас ментални. Па како не е срам да зборе сега, да го напаѓа. Добро е да има различни ставови и различни спротиставени мисли. Различни ставови треба да размисля она што збора. Она мисли дека ако остане ВМРО на власт, нема плата да се земе. Нема. Се се изиде од оваа Македонија. 5 милиарди и 6 сме задужени. Секој фамилиарна куќа на 4 члена сме задужени по 10.000 евра. Она свесна ли е? Она мисли од и сега ќе се трži за ВМРО за послилија, ќе зима плата. Нема да зима плата, да разбере она. Дека нема, ќе улеземе. Немојте со такви зборови, не е убаво. Не е убаво заради вас. Добро ви благодарам. Благодарам на гледачката и благодарам на поддршката. Тоа е тој, по гледачите го чувствуваме јас поделба што се створи помеѓу македонскиот народ. На патриоти и на предавници, на словени и на антички македонци, на наши и на комуњари, кои што ги слушаме токму во разговорите на министрите на ВМРО ДПМН. Тоа е реалноста, тоа е вистината, тоа е трагедијата за Република Македонија. И токму поради тоа, ова власт ќе си оди. Ова власт ќе замине во историјата не затоа што СДСМ го сака тоа, токму затоа што е дојден моментот во длабоко во свеста на секој граѓанин да биде всадена слободата и демократијата. Повеќе никогаш во Република Македонија да не се случи бркање на пратеници,
Никогаш во Република Македонија се случи тепање на пратеници во парламентот. Никогаш да не се случи бркање на новинарите од новинарската ложа. Никогаш да не се случи затворање на новинари со затворски казни, со пресуди, затоа што имале критичко мислење на власта. Никогаш повеќе да не ни се случи да се тепаат студенти затоа што протестираа пред неколку години за дехуманизација на оној простор во рамките на проектот Скопје 2014, кој што представува антимакедонски проект и невиден светски кич, кој што е платен од македонскиот најсиромашниот народ во Европа. Никогаш повеќе да не се случи убиство на едно момче, кој што беше на прославата на ВМРО ДПМН, како нивен симпатизер, член кој отишол да прославува, а од нив познати причини слушнавме и за таа тема дел во разговорите, се случи и тоа. Значи, никогаш повеќе да не се случи фалсификување на избори во Република Македонија. Тоа е целта на Социјалдемократскиот сојуз, од тоа ние не се срамуваме. Од тоа се гордееме и еден ден и ние и нашите генерации ќе се гордееме што сме довеле, што сме Република Македонија довеле во колосекот на држави, демократски, нормални држави, како и во европското семејство, кон кое што тежнееме да бидеме членови. Така, веќе сме кон крајот на емисијата. Еве, како последно прашање, ќе не очекували оваа пролет, лето, јесен, бурна политичка активност на партиите? Треба ли да очекуваме? Секако. Веќе се случува македонска пролет. На еден или на друг начин македонска пролет се случува, целта не ни се избори. Мора да се случи преодна влада. ВМРО ДПМН заминува. Според мене ВМРО ДПМН веќе е заминато. Се бара веќе формата, начинот на капитулација на ВМРО ДПМН. Имаме потоа ќе се случи преодна влада, која што преодна влада мора одреден период да ја врати државата, системот, институциите во една нормала, бидејќи до тој степен е изместено функционирањето на институциите, почнувајќи од судскиот систем. Би ги спомнав претходно, образованието, погледнете што се случува во образованието, хаос. После толку години реформи во образованието да се случува невиден хаос. Во една од столбовите, образованието е столбот на едно општество, бидејќи преку образованието продуцираме идни генерации кадри кои што треба да бидат носители на политиките во идните години. Каде ни е образованието? Значи, се случува веќе пролет во Република Македонија, македонска пролет. Би сакал многу брзо да дојде до тој договор за начинот на заминување на ВМРО ДПМН, што побрзо да седне една експертска, квалитетна влада, која што ќе подготви Република Македонија да ги спроведе фер и демократски избори. Избори без закани, избори без заплашување, избори без уцени, без услови за бркање од работа, избори без правење на списоци на гласачи, како што тоа имавме во сите изминати години. Ви благодарам, господине Милошев. Благодарам и на вас за поканата. Така, утре ќе имаме бомбата во Штип, и ќе го имаме маршот, да подсетиме еве кога. Ве повикувам уште еднаш во 14 часот централната пресконференција на која што ќе бидат објавени материјалите од вистината за Македонија. Уште еден апел до сите граѓани на општина Штип, до сите слободоумни граѓани на општина Штип, со сите оние граѓани кои што не се согласуваат, а огромен број на тие граѓани со политиката на актуелната власт, да дојдат во 18:15 часот на платото пред новата пошта во насоба 8 ноември и оттаму започнува централниот марш. Ви благодарам на разговорот. Уште еднаш ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Отворено на тема. Се гледаме наредната недела, повторно со некоја друга тема и тоа на Отворено. Ви благодариме на вниманието и секое добро.